Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Мики, видиш што е убаво време во путер за на пикник. Ова е путер и за на анкета. Иако дере за 1 мај, тој има врз. 1 мај, меѓународен ден на труд. Што празник е за нив 1 мај и како ќе го одбележат? Ајде да видиме што ќе ни кажат граѓаните, а? Спремен си, Мики? Не си спремен, ме гледаш по-женски. Ајде, идем. За мене е ден на трудот, кога треба да излеземе како работници да се избориме за нашите права. Ден каде што се збирам со блиски за да одам во природа. Си ги штитиме своите права, своите работни права. За мене символизира борбата на работниците за поголеми права, кои што денес сметам дека му се малку и ускратени. Одмор за народот од работата. Борбата на работниците против нивната експлоатација. Работништвото е нешто сосема друго, тоа се чикашките демонстрации пред многу години, Така? во кои избоксувано 8-часовно работно време. Родителите го славеа, го празнува, на втори со пикник. Така? Мало тогаш имаше работници, да не снем. А дали 1 мај треба да се празнува еден ден или 2 дена како порано? Што мислите? Дефинитивно 2 дена како порано, затоа што тогаш имавме време и да прославиме со најблиските и да излеземе на протест. Би требало оваа година барем да бидат 2 дена. Во основно мене ништо не ми значи зашто пак ја како да работам на тие денове. Повеќе има логика искрено 2 дена да бидем. И 2 дена. Мислам дека 2 дена е подобро. Секогаш сум за 2 дена. 2 дена. Сме ве славеле на матка со скара, Така? 2 дена, Така? ама некогаш и 3 дена и 4 дена. Добро да ни дошли и втори. Да. Ние многу имаме празници. 2 дена. Два дена? Имала време баш работници да се и радничката класа да се опушти. Каде за 1 мај? На излет со скара или на протест за работнички права? Второто, На протест за работнички права. Би ги одбрала и двете. Протест за работнички права, ама не знам, не мудриш што за тоа. Со можност и двете. По можности двете? Се бајле со один скара, вечер со один На протест. И двете? Прво на протест, па после на скара со пивце, таман ќе се разлагаш. 1 и 2 мај. 1 мај секогаш сме биле на протест, а 2 мај бил ден планиран за излет и редовно ни врнело тој ден. Прво би одбрал да застанам до работниците, бидејќи реално и јас еден ден ќе бидам работник и би сакал Така. најпрво да застанам до нив. На излет, дефинитивно. На излет? Одморам, да. Не излез свет. Па пред би ишол за работнички права. би протестирал за работниците. Луѓето се оддаваат претежно на хедонизам, одат во природа, уживаат, меѓутоа баш денес треба активност во тој правец. Кажи ми дали недела као неработен ден ги подобри правата на работниците? Што Да, мислиш? реално ги подобри, бидејќи сите заслужуваат да имаат одмор, сите заслужуваат да бидат со семејството. Да, сметам дека ги подобри, пошто сите имаат право на одмор. Сум дека да, може. Да. Е еден чекор кој што мислам дека е подобрување. Па да, и заслужуваат. Па, мислам дека да. Да? Малку да, да. И така. Апсолутно, Да? Сметате дека да. Самото тело бара одмор и тоа не само недела, треба и сабота да е неработно. Па, мислам дека не е само недела како неработен ден, треба и сабота да биде неработен. што мисли за идејата скратена работна недела која веќе се практикува у некои европски земји? Искрено, скратена работна недела, мислам дека е тешко да се вметне во културата, ама мислам дека е потреба. Па мислам дека е добра идеја. Не знам, зависи како ќе наплатата како ќе зависи. Така? Да. Па, зависи од самите работодаваци и од самите работници. Кај нас е доста тешко тоа да се оствари. Ја поддржувам дефинитивно овој технолошки развој што го имаме сега. Дефинитивно тие работни сати треба да бидат намалени. Не се тие 8 часа продуктивни, подобро е да се скрати работното време и да се скрати работната недела. Дефинитивно да. Ја поддржувам таа иницијатива. Јас сум за тоа, меѓутоа нашата економија е многу слаба, па дали може да издржи тоа? Ако се работи саглам, е во ред да се скрати работната недела, според мен. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.